Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи. Се надевам дека ќе имаме во времето пред нас добра дебата, дека ќе биде конструктивна, нека биде и динамична, но се надевам дека нема да биде жестока. Токму таква е пак во собранието во врска со интерпелациите за 5 члена на Судскиот совет. Во исто време, додека токму Судскиот совет одржува седница и дискутира за разни теми, ажурноста на судовите и така натаму. Но токму на седницата на Судскиот совет недостасуваше еден член, еден негов член. Станува збор за Весна Дамева, имено само таа беше, мислам и можеби и се уште, но се едно во собранието пред пратениците, односно заедно со пратениците во собранието, токму по повод настанот седницата за интерпелациите. И со 77 гласа собранието и изгласа недоверба и на Весна Дамева и на Павлина Црвенковска со 76 гласа, но и на Селим Адеми. Седницата, дебатата продолжува, до крајот на денот се очекува собранието да им изгласа интерпелации на Тања Чачарова Илиевска и на Милјазим Мустафа и станува сосема известно дека тоа и ќе се случи, имајќи предвид дека предлозите за интерпелација ги поднесоа 67 пратеници од владеачкото мнозинство на ВМРО вреди и ВМРО ДПМН вреди и знам, а поддршка дадоа и пратениците на опозицијската левица, токму затоа гледате и 77-76 гласа, сосема известно дека и уште овие двајца членови до крајот на денот ќе ја поминат интерпелацијата со недоволна оценка, односно ќе им биде изгласана недоверба. Пратениците на опозицијската СДСМ и на ДУИ ја напуштија седницата и ете, нивниот став е познат. Ова постапка ја оценуваат како директен упад во судството. Наспроти тоа пак ВМРО ДПМН сметаат дека ова е клучен момент во борбата за владење на правото и довербата во институциите и дека тоа е неопходно. Неопходни се, за да се постигне тоа, неопходни се кадровски промени од овој тип и очекуваат од оние на кои им е изгласана недоверба да си поднесат оставка. Меѓутоа, интерпелацијата не значи и разрешување на членовите на Судскиот совет, само покажува дека органот кој ги назначил повеќе не им верува и нема доверба во нив. Што значи дека ако сега би ги назначувал, не би ги назначил. А ако тој што ги назначил нема повеќе доверба, тогаш се поставува и прашањето дали има основа и тие да бидат на таа позиција. Со оглед на тоа што законот не го предвидел тоа, останува таа морална одговорност, но останува и прашањето дали во вакви околности тој што, значи генерално зборувам, тој што нема да си поднесе оставка, а му е изгласана недоверба, воопшто го почитува, па дури и го признава. Дали го признава воопшто тоа тело? Секако, независно од тоа, можеме да зборуваме упад во судството, политички моменти, како и да е, но ова во собранието сега што се случува, интерпелациите се редовна, легална, законска постапка, седница свикана, се според деловодникот и така натаму. Независно од тоа дали е или не е упад и како може да се толкува, тоа се други работи, но едноставно еве досега на овие 3 члена има изгласана недоверба, после изгледа дека и на останатите ќе биде така, се наметнува прашањето токму од тој аспект, токму како што е и прашањето дали е упад или не е, законски е. Во согласно со законот. Подеднакво е и ова, дали да поднесат или не си поднесат оставка, немаат обврска, може да останат до крајот на мандатот, може да ги разреши Судскиот совет, не мора. Законски е, нема законска можност собранието да ги разреши, освен
ова што законски го прави да изгласа интерпелација, односно недоверба, но останува прашањето токму дали се прави според законот. Сега некако се држиме неверојатно цврсто до законот, а токму станува збор за правосудството, каде што законот, односно правосудството ја ужива таа доверба од Сеедно, еве, иако е спорно, имавме и во изминатите емисии некои вели дека е многу поголема довербата, како и да е, нека не е 2 и нека е 20% поразителна, особено на долг рок. Што значи дека практично никој не се придржува до законот. Влијанијата политички, коруптивни, какви да се, со интереси, со, не знам, роднински и така натаму, прават се само непочитување на законот. Односно, токму она што еве сега тука и испливува на површина, тоа е ако едноставно имате исполнети услови дека тој кој ве гласа, кој ве поставил на тоа место, ве поставил затоа што ја имал довербата, макар законски, формално правно. Сега формално правно вели не ти верувам. Дали ете не давањето оставка и игнорирање на тоа што се нема доверба веќе во вас, и дали е, велам, непочитување и неприфаќање воопшто на ставот, односно едноставно занемарлив. И од тука се наметнуваат и многу прашања. Од една страна спориме за довербата во правосудството, за влијанието на политиката во правосудството, од друга страна, еве, гледате, кога е за позиција, никаков интерес ниту влијание нема. И ако помине законски интерпелација, изгласано 77, оставка ќе има или нема. И што покажува во случај на давање оставка, а што не. Но и како и да е, во секој случај, имајќи предвид, велам дека овие уште двајца члена на судскиот совет по се изгледа не би требало да има измени и за нив ќе помине таа интерпелација, односно се чини дека нема да ја задржат довербата поради која и дошле на тоа место. Имено клучното прашање е, со глед на тоа што е сосема известно веќе, каков ефект ќе имаат тогаш токму интерпелациите врз реформите во правосудството. Сеедно, дали негативни или позитивни. Ајде да го земеме предвид ова СДСМ, упад во судството и така натаму. Каков е упад? Ако, еве, не може да ги сменат. И тие не си дадат оставка. И ќе бидат до крај на мандатот. Ти не ги разреши судскиот совет. Како се прави тогаш упад со интерпелациите? Значи, воопшто не допрени се. Или може би се, затоа наметнувам за дискусија. Од друга страна, ставот на ВМРО-ДПМН. Интерпелациите се неопходни за кадровски промени и ова е клучен момент во борба за владење правото до довербата на институциите. Какви кадровски промени кога не можете да ги смените? Сеедно кој да е законодавната власт не може да ги смени. Кадровски промени, а што? Да си седим, тоа исто како и дома, кој си седи и да си прави ЕСАП дома. Што ќе биде? Јас ќе бидам председател, јас ќе го разрешам овој, ќе го и ништо, може да се седи дома. Но ова се сведува на некој начин. Самиот процес интерпелации. Така да, во ред, неопходни се кадровските промени. Интерпелациите се неопходни. И како се прават сега кадровски промени, кога велам, ако не си поднесат оставка? Како си поднесат? Може да поднесат и без интерпелациите. Еве, Љупчо Коцевски не поднесува, државниот обвинител. А особено во контекст токму на тоа клучен момент во борбата за владење на правото, враќање на довербата. Зборуваме, велам, конкретно за самите интерпелации, како дел од тој проект голем предходно најавуван и предизборно од сега веќе власта или конкретно и ВМРО-ДПМН за тие реформи во правосудството. Еве, почнува од сега. Еве, не можат да ги разрешат. А како ќе назначат државен обвинител кога тогаш ќе треба и задолжително став од
Советот за обвинители. Без него нема да можат. Еве, ќе може да се разреши. Не, тој нема да можат овие или оние, се едно власта. Како ќе се именува друг. Така да, чисто каде води, што се прави со интерпелациите, што се постигнува, негативно или позитивно, се прави упад или се расчистува терен. И што понатаму. Или едноставно, ако ништо друго, ете, барем оваа денешна седница за интерпелации во собранието, некако ги насочи токму судскиот совет да се зафати со работа како никогаш досега, барем во она што е видливо во некое блиско наше минато. Па 2 дена работат, немаат ни секунда за пауза, ајве, само Дамева нашла време да отиде да слушне што е тоа што им се става на товара, како што и дискутиравме и во емисијата Очи во очи, им се ставаат истите тие работи. И заклучокот на интерпелацијата за Дамева е дека таа имала значителен придонес во загрозувањето на независноста, професионалноста, угледот на судството, судиите, придонела за падот на довербата, ја занемарила, не ја извршувала својата функција во работата на Советот, а поради изгласаната недоверба го губи легитимитетот да учествува и да одлучува во работата на судски совет. А како го губи? Морално, ако прифати. А при тоа сето ова наведено е, би рекол, ако не обврска, туку поттик за обвинителството веднаш да отвори предмет да ги истражува овие наводи. Така да еве многу прашања околу тоа што представува оваа интерпелација на вистина, позитивно или негативно. 6091 924 925 телефонските броеви, ете треба да имаме дебата, а не монолог. Затоа еве и почнуваме веќе да не прерасне во тоа. Се надевам дека ќе имаме добра, дека нема да имаме ситуација да се напушта седницата, туку дека вашето внимание ќе биде до крајот на емисијата. А и потоа секако со Централниот дневник кој ќе ни донесе и нови информации, помеѓу другото и за ова. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете, ако го имаме првиот гледач, почнуваме. Ало? Да, повелете, вие сте, ве слушам. Добро, значи јас сум, а? Да, вие првете, повелете, добре дојде. Првенец од генерација. Браво, па да. Алвалдо ми е. Нека вие, да, навистина. Да ја отворите дебатата, повелете. Отворам сега, ќе пука шампањата. Види, другарче, работава испаѓа дека овие можат и човек да утепаат и никому ништо. Аха. Така ќе му дојде работа према ова. Ја не знам кои ваки закони безвезни донел ова лудило, значи, лудилото даске, значи, не само што е лудило онака, него кај нас лудото се третира како нормално, а то нормалното се третира како лудо. Нормален човек ова ќе го суди од секој поглед. Значи, интерпелацијата се дава од страна на собрање, ама политичка била, ваква била. Марш, да те нема, ама ја не знам по овие политичариве. Зашто му даваш интерпелација? Дај бе извади аргументирано нешто. Ете, јас помнав убиство, може имаат некои други криминални дејанија, може се компрометирани, корумпирани, имало пациенти некои кои подпрвале нешто за некои нивни работи да пројдат. Еве, како преска ви гледам емисијана со дрвосечине на Китка горе. Аха. Да. Тој што беше водичот на вашата група, таму што бевте заедно, екипата, тој директор, заменик директор бил нешто на шуми, македонски шуми. Човекот многу го кажа. Значи, и од нивните редови, и од редовите на полицијата, и од власта, и од секаде, века се амин дадено. Вика го познав тој едниот од тие криминалците како не од поздрави кога пројдовме, вика нагоре. И никому ништо. И тие криминалци, тие дрвосечи таму нелегални, малку ли митологија давале на вакви како овие тројца сега што ги спомнјате, заедно со тие другите два. Најди им некое дело таму со тие таквите дрвосечите. Да, ви благодарам за јавувањето, за учеството, придонесот и поздрав до вас, а добар ден за следниот гледач, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Будали ли се сами да даат оставка? Да ги прашам гледачи. А на што личи овој закон, бе? Ако ги бирало собранието треба да има
законска можност да ги разреши. Аха. Интерпелација, дрнјариње за народот. На што личи тоа? Менјавајте го законот подхитно, ама тоа не им одговара на политичарите. Сите политичари се борат на власт да дојдат да крадат за 10 животи и после со бирани судии да бидат заштитени. Па да застари никому ништо. Милионери да станат од опинци. Тоа е приказнат. На што личи ова? Интерпелација. И што ако интерпелација? Сега ова со мазутот што ги фатија. Знаете што ќе биде? Ќе се офајди тој судија што е, ќе му дадат милиони преку стотици илјади евра, колку таму ќе му дадат преку адвокатот, ќе се заташка, ќе се стаje у фиок, кај со здравие. Кој ги контролира судиите? Кој може да ги казни судиите? Никој. Кома ја ги Уставниот суд. Сите тие заедно работат. Уставниот суд кој ќе им нареди за некој нивни пријател кај што ќе лапнат аванта, истото го прават по наредба. Сите тие работат, корумпирано е све тоа комплетно. Новава власт, која што народот даде подршка, треба ветик на сите судии, све што чувале во фиока во затвор да се стават. И сите штети што ги направиле да им се одземе целиот имот што е краден. Тоа е приказната. А не овие приказни за мали деца. Но за тоа треба да се очисти судскиот совет, апелација, све тоа да се очисти. И луѓе од надвор да се донесат. Како што треба доктори што немаме наши специјалисти да оперираат тешки операции, па милиони да се плаќаат во странство, треба да се уведат и судии додека не се стабилизира судството. И криминалот никогаш да не застарува, како што може сметките за струја. Така, поздрав до вас, до слушање, добар ден за следниот гледач. Повелете. Ало, добар ден, господин Ишо. Поздрав, добар ден, повелете. Па пред све вака, како што рече пресходниот ова власт све да стави тамо, не знам, када се испита имотна потека имовина пред све, и требало премиерот Мицкоски пред све, по својата партија да рашита, да издаде предложение како истекнал 10 избор централи. До кога со Милошевски ќе биде пратеник и ќе обезбедено партијата ДПМН. Ова маро за мене не се не од ДПМН. Дали Мицкоски прво ќе се залагат кај судите сите овие криминалци, градоначалници, од пратеници, министри, за мене се министри од ДПМН да дојдат дали прво нив ќе ги стави на листа. Да бидат осудени тогаш, ако се случи тоа ќе биде. Иначе, судите не се избрани од легален, како така, од орган. Избрани се парламентот, да, органи. Меѓу избрани се од една партија, предложени се. Како што сега и друга партија може да избрани. Си партиски се избрани, не орган. Не е тоа заврши во Југославија кога функционираше, кога собранието поставуваше судовните, кога собранието можеше да разреши. Едно беше, немаше тамо делба на политички партии. Системот тој беше правен систем, тоа беше демократија. А сега ово изгледа тебе парламентот донесоит, законот тамо дозволит. Тако закон се го донесле тие што во парламентот, баш ти затоа викам за сторнички партии групи се кои владат со сторници со ДПМН, СДСМ и ДУИ. Тие се најодговорните до сега од држава, тие воделе најмно држава, тие направиле зостар, тие предлагале закони, тие носеле закони, тие биле извршна власт, тие биле законодавна власт. Тие биле и судската власт, тие поставиле. Законодавна извршна власт и судска власт тие си поставиле. Затоа не овде не се работи за органот, се ги разреши. Затоа сега само не ги разрешува. И разреши се ДПМН. Значи орган не оде, партиите оде работа, не органот, институциите не работа сами. Да, благодарам ве, поздравувам. Може би има тука, значи, законски недоречености или не е сосема обмислено, не е земена предвид ова ситуација. Но вака наликува поднос на отповикувањето. Собранието ги назначува, а не може да ги разреши. Значи, не ги назначува судскиот совет, а само судскиот совет може да ги разреши. Собранието ги назначува, а судскиот совет може да ги разреши. Или секако сами да си поднесат оставка или да истече мандатот. Така да некако ова се сведува на тоа да сакате некому нешто да подарите, сте му го подариле, а потоа ако се премислите сакате да си го вратите, не може да го вратите. Па не може да тоа сте го подариле и сте дале подарок. Меѓутоа, работата е што во овој случај не станува збор за подарок. Туку за доверба, за укажана доверба. За тоа дека тие на кои им е укажана довербата се
оценети, проценети како луѓе кои можат да ја завршуваат работата соодветно на ниво на задачата и така натаму. Дури не е ниту прашање дали не е ниту толку прашање дали колку се стручни. Имајќи предвид дека ако се погледнат и биографиите, сите 5 члена на судскиот совет, тоа се она што го дискутираме истакнати. Што истакнати? Тие се истакнати правници. Значи имаат биографија богата. Но може да биде само прашањето може ли да се фати во костец или не со работата. Па во таа смисла и да ја оправда довербата. Ова друго дали правел злоупотреби или не. Се едно, некој новинар, репортери, така натаму, може да има и добро знаење и предуслови и да му се даде доверба. А потоа да му се даде доверба, еве, оди направи репортажа, прилог, се едно, интервју, потоа се покаже дека едноставно, а тој е истакнат во пишаниот збор и слично, но не може да биде на нивото задоволувачко на комуникација и така натаму. И потоа му се вели, добро ти, не си направил прекрешок некаков. Но ете, оваа доверба, мислевме дека ќе можеш, имавме доверба во тебе, не си за тоа, ајде, сега ќе те тргнеме ние кои те поставивме. Не може сега веќе да го тргнете. Затоа велам, не станува збор за подарок. А дополнително што тука во основата за интерпелација, ете да не ги читам веќе по кој знае кој пат, затоа што и деновиве ова е актуелно, па вклучително и во оваа емисија ги наведов причините, се изнесуваат на вистина сериозни практично злоупотреби, загрозување на независност, професионалност на судството и така натаму. Тоа е веќе во делот, значи, загрозување на столбот на државата, што да се каже, практично и на уставниот поредок, и се и уставен суд е тука, и самото правосудство е столб. А не само дали некој може да се фати во костец или не, едноставно не му лежи тоа, па ќе работи нешто друго во таа област. И нема, гледате, ниту можност законска, ако се укаже недовербата, односно ако се укаже недоверба, се изгласа, а при тоа ниту очигледно никаква спремност. Никаква спремност, макар и како подготвеност во смисла на, па дури и принцип, па и каприц. И се едно. Не сакате да дискутирате, јас не ви чинам, јас ќе си одам. Не треба вие да ми гласате. Недоверба дали сум добар или не. Нема што да... Јас ви пречам зборувам, па проблемот е кај вас, немате што да слушнете, но јас ќе си одам. Не банализирам работата, но во тој контекст, значи, нема ништо околу тоа. Камоли, ајде да видиме, да се договориме, што е тоа што вие ми го ставате на товар, дека не чини. Па јас да ви кажам, еве, па да се најдеме. Повелете, добар ден. Добар ден и убав. Убав ден и вам, повелете. Па да ви кажам, ова интерпелација, не знам што е, како да кажам, тоа ти е, ајде, интерпелација, со интерпелација, они пак си остануват, меѓутоа на друго работно место, да речеме. Ако собранието ги назначило, онда треба собранието да ги разреши. Ако е законски така сега. Ја карикираме дека бориме како е процедурата уставна, судска и така натака, тоа е веќе друго. Меѓутоа претпоставувам дека треба да биде така. А иначе интерпелацијата што е, се знае, тоа ти е само колку ајде, како викаат силни се поголи или поделе, толку е другото. Значи понатака подуже. Значи, како што гледаме, сега и многу покажала, сега видовме сега што све се случува, како ќе се суди, кој ќе суди, кој на кого ќе суди. Значи, се уште судиите, обвинителите, сите се, она стара гарнитура, и сега овие судиите супатација, да речеме, со горива, значи кои? Значи, они се истите. Иста таја, како исти тој состав. И се знае како ќе. Меѓутоа, не може, значи, мора, ова е веќе закаснето. Значи, треба судот да се исчисти комплетно. Затоа што знаеме дека таа гарнитура е од претходната и сега врана на врана не вади очи. Дали се слушаме, се загуби комуникацијата? Добро, ајде ониме со следниот гледач. Ви благодарам, ве поздравувам, повелете, добар ден. Здраво и со Здраво, повелете. Да, поздрав.
повелете. Абе, супер беше во Југославија. Ако си послушник на партијата, станува судија. Ако не, си идеш на Голи оток. Трето немаше, значи. Така се прави. А и долго време се прашував како може на Гоце Делчев, таков интелектуалец, десна рака да му биде ќосето. Сега све појасно ми станува. А со ова судскиот совет, која е улогата на судскиот совет? Да врши контрола на работата на судиите, така? Да, и многу други работи, не само таа. Да. Една од Во правосудството, да. а бази, кога беше во Гостивар, судија 200 предмети му најдоа во фиока. На колку судии се најдени во фиока предмети што ги чувале, па застареле? Што направи овој судскиот совет? Што презема? Кој судија е сменет или е покренато нешто? Како вие, господине, не им е срам да излегуваат у собрание и да се бранат таму? Што сработиле за таа дебела плата што ја земат? И не е проблемот што 77 пратеници гласале за интерпелацијата. Позади тие 77 пратеници стојат 770.000 гласачи, избирачи. Значи 770.000 луѓе од оваа држава не ви веруваат. Па кај ви е образот? Како може вие да игнорирате волјата на 770.000 гласачи? Па со толку гласачи председател на држава ќе смениш. А не еден обичен судија тамо, баш као вие не се ни судијки двете, што е најкатастрофалното. Службенички некои оценуваат работа на судии. Значи нема еден елемент за кој би останале. Немаат ништо сработено. Значи толку има црнила во судството, они не преземале ништо. Значи не треба, грешка е. Така да истече времето, благодарам. 77 гласа се, да, без малку 2/3. Убедливо, да, мнозинство во однос на гласовите. Секако и тоа што велите, кој кого представува, може да се пресметува. Повелете, добар ден. Добар ден, убав ден. Да, убав ден и вам, повелете. Така. Прво, јас не се слагам дека има 77 пратеници кои се го дале подписот со драга волја да се разрешат овие судики кои што се во тој совет. Сигурен сум, ако не повеќе, сигурно барем 20-30% од нив се домислеле, но ради тоа колективно одлучување, така е во нашите партии и морале да дадат подписи и да се сложат да бидат разрешени. Меѓутоа, дали некој размислувал дека тоа нивно разрешување има ефект, кога не е обврзувачко, тоа нивно разрешување. Денеска, значи, вместо да покренат други точки кои ќе бидат од битно значење за државата, тие се расправаат со нешто што не можат да донесат валидна одлука. Одека, значи, тие ќе изгласаат дека треба да си одат сето тоа, ама ако сакаат. Па по кој основ сега, значи, таа интерпелација се носи. А одека по моје размислување е, значи, да се постават нови луѓе кои што ќе бидат нивни и оно ќе продолжиме да речеме груевизам, заевизам, а сега ќе имаме мицковизам. Значи, ние правиме сега веќе поред едно партиски систем, значи едно партиско судство, каде што ќе може да се делува на тие суди многу покомотно отколку до сега, значи и да се решава предметите во нивна корист. Па кој е право е тоа? Кој е законски, да речем, оправдано да тие, значи, донесат само свој. Значи, тефтерчето на Гоца се искина, се фрли, сега ќе многоносиме тефтерчето на Мицковски и на овај од Кичево, как се каже, значи, пратеникот незамени. Доста е више од тие работи. Да, еднаш нека размислуваат за доброто на својот народ. Да излеземе и утре да ги гласаме. А вака на овој начин многу нема да излеземе. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани со... Почит, добар ден, повелете. Благодарам, повелете. Па, кога ќе гледате или читате воена литература или документарни филмови од таа област, има во основа две стратегии на војување. Едната е офанзивна, молњевита или блицкриг, како што се вика. На тоа се Наполеон, да речеме Хитлер и така натаму. А да речеме дефанзивната, или некои го викаат котел, други го викаат анаконда стратегија,
Може ние да го речеме, наречеме на кондиција, онака да. Точно, право, господин, и за ми ги прочитате, мислите. Тоа е војна на исцрпување. Имено, да. На таа стратегија миленик е Ѓорги Жуков, например. Кога сега да преведам ова во политичка стратегија. Да. Сега видите, кога беше наименуван Христијан Мицковски, јас бев против тоа да биде тој шеф на ВМРО, повеќе сакав да биде Дафина, Гордана Кочовска, Тања Карикамишева, Рашела. Меѓутоа, како изминува времето, сваќам дека не сум бил во прав. Дека оваа стратегија што ја прави Мицковски е одлична. Го исцрпува точно оно што вие го зафрливте. Го исцрпува непријателот. А во исцрпувачката војна што е битно? Кој има повеќе средства и луѓе. Затоа што со тек на време, факторот време кога ќе го искомбинирате со луѓе и средства, тогаш неминовно непријателот паѓа. И то многу лошо паѓа. Погубно, неповратно паѓа. Токму таа стратегија господинот Мицковски ја прави. Долгорочно, стратешки и исцрпувачки. Верувајте, после вакво бламирање, СДС, не знам како ќе многу лошо ќе помине на следните избори. Ова и на есење, ова нивна деструкција многу лошо ќе излези на следните избори. Боже здраве, ќе видиме дали моите прогнози се точни. Поздрав, почитувани. Благодарам, поздрави до вас, до слушање. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, господин. Повелете, добар ден. Знаете, ова неможност да ги смените судиите во парламентот, во парламентарна држава. Се слушаме, да? Да, во програм. Ве слушам. Во парламентарна држава да не може да го смените, да ги смените судиите, кои што сте ги вие на парламент сте ги донеле. Да. Значи тоа нешто не функционира во законот. Значи покажува дека сепак судството е партиско. Со години партизирано. Една која ќе дојде власт, друга ги менува и така натака. И тој што го има донесено законот, свесно го има донесено ова да не можеш да го смениш, за да можат на некој начин да се оправдаат сите криминали, сите корупции што се прават. Не може, мора да се менува нешто драстично во целокупната политика, не може да биде независно судство. А да го викате независно судство, а да биде зависно судство од партиите, да биде зависно кога ќе дојде СДС, кога ќе дојде ВМРО, па да ставите од ДУИ, па да ставите сега од не знам од кој друг, така што ќе дојдат на власт, така и да се менуваат. Тоа покажува дека државата не е функционална, дека државата не е правна држава, дека нема демократија, дека на сметка на граѓаните се изживуваат и криминал, и се прави и криминал, и се на некој начин се поштедени тие луѓе што доаѓаат на позиција на власт. Мислам дека треба нешто драстично да се менува, тие што дозволиле, например, и Европската унија, која што не критикува цело време, на некој начин треба да интервенира во оваа работа и не за џабе првата и основна точка поглавје што се отвора е поглавјето за судството, за правната држава. Да. Значи ние не функционираме и мислам дека треба да се донесе со двотретинско мнозинство да се смени законот и уставот во државата. Благодарам. Благодарам, ве поздравувам. Ми се чини дека ваквиот пристап да не може да го смени законодавецот, да ги смени 5 члена на судскиот совет, веројатно се должи, мислам, кога се размислувало или не се размислувало, па е пропуст направен, или се размислувало токму како заштитен елемент, во која смисла? Па токму за да нема влијанија или да се намалат. Како? Па така што ако има можност да ако би постоела законска можност да бидат сменети од оние кои ги избрале, од собранието, тогаш еве ви основа и за влијание политичко. А тоа е, ако не си послушен, ќе бидеш сменет. А вака еве не може да биде сменет. Тие, значи, може да бидат избрани, а потоа се сменила власт, па да ги смени, еве не може да ги смени. Може би се мислело, може би не се мислело, но истовремено се отвора и прашањето, а еве и ако се смени законот, па се воведе таа можност, дали тоа би само ја отворило уште повеќе вратата на ионака докажаните влијанија таа спрега политика и така натаму. Не мора нужна партиска, функционерска, носителите на власта, како и да е на функциите.
имавме претходно и тврдења дека директно доаѓале и така натаму. Значи, може да се лобира и слично. И ако се има таа алатка во рака, а пак ќе бидете сменети, така да и дотолку повеќе ова што е всушност темата, каков ефект ќе имаат интерпелациите, вака нема ништо, од друга страна, дали ќе имаат ефект да се направи нешто во контекст на менување на законот, но дали тоа ќе значи реформа или само дополнително овозможување на законодавната власт да интервенира во судската. Еве вака не може. Но при тоа истовремено давањето недоверба покажува, би рекол, никаква реакција не покажува, да не кажам нечувствителност кај другите. Кај оние на кои има изгласана недоверба, или еве кај државниот обвинител. Значи, нечувствителност во таа морална смисла. Вие ме назначивте, собранието, сега сметате дека немате доверба во мене, не треба и да сакате да ме смените, нема, јас си давам оставка. Нема што вие да ме менувате. И доверба не ве. Јас немам доверба во вас, едноставно си одам. Мислам како еден чин, sejedno, и чин на принцип на реакција и така натаму. Едноставно не сакам да си имам работа со вас, ако немате доверба во мене. Зарем ќе функционираме без доверба? Затоа што, впрочем, на довербата се засновува. Довербата и во докторот, дека ќе направи добро, дека нема да злоупотреби, но и на судијата исто така, дека ќе постапува. Па затоа и дојдено до ова. Затоа што се имало доверба. Судија е, тој како ќе каже тој. Доктор е, како ќе каже тој. Затоа ако нема доверба, не сакам. А ова го покажува и токму тоа. Па нема доверба, па не си одам. Па нема што, ако нема доверба, воопшто да дискутираме. Немате доверба тука да разменуваме, нема што нема потреба да ниту воопшто да бидеме заедно. Тоа е тоа, да се обидуваме да направиме нешто. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, поздрав до вас, повелете. Се слушаме? Се слушаме, да, поздрав. Кривилитет во судство во нула. Овие држат собрание во седница, овие на другата страна држат оро игра. Абе, што личи ова? Јас се сеќам мислам, од Крушевскиот дел сум тамо од тие селата, Пољана има и за Велик ден, три музики излагаат и различито си свират и публика си оди публика кој кај сака да игра, ама тој што игра напред си плаќа. И сега почнуваш да играш, ама три музики различито свират. Никако орото да го турикавки се тепа музичарите, турикавки се правят. Мрдни со ногата, другото свири, а ти играш тешко, ова и свири брзо. Истото овие, во собраниево истото го прават. Овие заседаваат, овие не перваат, тие другите друго мислат, третите трето. Абе, Бог да чува. Метла, метење од корен. Не само судите, и адвокатите. И адвокатима што со работката ја прават со судите, исто па на бар работат. Може би адвокативе се појаки, затоа што тие сервираат тие местата од страна, судијава само сечи. Кај нас, не знам дали светот не следи што се случува кај нас, и зашто може би во Европска Унија не сме дораснати и затоа и не примат. Што ќе не вика овај джган, видите што прат, не разбираат што е суд, не разбираат што е судија, не разбираат, ништо не разбираат. Што ќе ни се вакви, ќе не заразат и нас. И со пријатен и убав ден димно. Благодарам, убав ден и вама. Добар ден, повелете за следниот гледач. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете, вие сте. Ајде неколку збора вака, 2% доверба. Так. А што е со 98% недоверба? Значи, на 100 суди, само двајца може да добијат доверба. Пред малку во едно студио коментар имаше, вика да им го даеме парламентот на некоја држава, поради паркингот на клинички центар што се дава на фирма од Албанија, вика да го даеме и
Собранието, парламентот. И собранието. Ја би рекол и судството би го даве така. Меѓутоа никој нема да ги сака. Значи, судство... Па кој знае за такви плати ќе се нафатат, би рекол и странци. И мислам и тие придобивки кои ги имаат. Да. Судиите, односно судството, цело правосудство, е луѓето кои го сочинуваат тоа правосудство се меѓу најимотните во држава. Па да, тоа е. Спегата судија, адвокат, обвинител се уште на големо функционира. Меѓутоа, стварта е што 98% од судството се партиски луѓе. Сите се партиски обоени. Тие се членови или се јатаци, да речем, на политичките партии. Еве сега Дуј ќе даде интерпелација на Врховен суд. Па Врховниот суд тој да го нема законот што беше за данок на солидарност, после 2 години им текна да го кажат као... Така, да, мислите на уставен, предпоставувам. Да, ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден, повелете. Дали се слушаме со некого, повелете? Па дали со самиот се чудиш ти кој... кажете. Кој го донел овој закон? Па и оној дури железничарот се чуди кој го донел овој закон. Па нормално дека се донесени за да му одговарат на овие денешните опозиционери или оние што уште државотворци, што се прилагодиле на тоа. И денес најсмешна ситуација беше кога Спасовски излезе да го критикува работата на судскиот совет или на правосудството. Човекот што даде 200 и кусур пасоши лажни на деликвенти од цел свет. Замисли каков абсурд. Наместо тој да биде броен осуден и да не сме да се појави од дома, тој излегува и критикува. Вели ова не е во ред, вели ова не е како што треба. А Дамева истата та самија која е на ниво на обична дактилографка, во споредба со овие суди, таа оценува работа на суди. Исто како медицинска сестра да оценува работа на некои врвни хирурзи или било какви доктори. Замисли какви абсурди се случуваат во ова работа. И затоа пак ти реков и прошлата емисија. Нека си тера Мицковски, со овој народ не можеш да излезеш накрај. Ево, овој одохлити се, ево ти вели, не бе вели поважни работи имаме него судството. Мицковски, терај си победник со победник, терај си овие 4 години и уште 4 други. Овој народ то заслушува, то барал, то ќе си добие. Не можеш ти на овие да му наметнеш дека треба нешто да се случува. Си сакат луѓето ваква. Мито, корупција, полесно ме да си фати пријател, да си сврши работа, дали школство, здравство, судство, правосудство. Така сме учени, така ќе си тераме. Ова не оди кон ништо. Пријатно исто. Благодарам ве, поздравувам, но добро, работите мора да се менуваат се едно, особено таму од каде што дошле. Дошле од тие високи инстанци. Носителите на власта се едно, кои да се низ 30 години наназад. И од таму треба да се сменат, затоа да се смени перцепцијата кај народот, затоа што тоа лошо се шири и нема да донесе ништо добро. Не оди кон унапредување, напротив, само прави лошо. И сосема кратко ова што спомнате од она јас што го имав за господја Дамева, таа била стручен соработник, од стручен соработник станала член на советот, на судскиот совет, по предлог на поранешниот председател Стево Пендаровски. А потоа беше и председател некое време, па ја имаше она ситуација. Еден од така по транспарентните скандали, тоа со оставката беше тогаш кога и можеше нешто јавно да се види, а што требаше како за јавностите да биде барем во некоја цивилизирана
рамка за да се спакува на медиумите. Излезе од таа рамка, да. Една од тие ситуации беше таа. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, добар Поздрав, ден. повелете, добар ден, да, повелете. Господине Водичелу. Ајде, повелете. Што да кажам, ја прво со тебе се запаѓам, за тоа што највеќе време ти одимаш од емисијата. 24 минути почетнички, само 20 имаше вклучено во емисијата, а и сега очекувам да ми исклучат, пошто ако сум последен, ја ќе ми исклучат, ја не ајде на среќа така испаѓа. Вака сега. Еве пример за ова посолување. Ти ќе ми дадеш фабрика за масло, да речеме, да произведува ладно цедено масло од маслинки или од сончоглед. А јас и да ти го давам на тебе маслото, а јас ти давам масло од прегорено улје, од нафта така расипана. И да не може да речеш, абе бега од тука, ти не си бил човек, ти ова не е вака, не е онака. Така и овие наши владетели. Поставени си луѓе што требаше за државата да се грижат, за народот да се грижат. А тие не се грижеле тронка за народот. Само се грижеле за политичарите, за директорите, за началниците, тие да бидат заштитени. Ама крале, ама ова, ама ора, не во право биле. Милиони нема ги. Абе нема ги, што сега да правим? И да не може влада да најде начин за 24 сата да исклада закон со кој ќе може да ги смени овие штетници. Значи тоа е сите се исти, само другите беа 90 нашто штетни за државата, а овие се 50 нашто штетни. Тоа е само разлика. Иначе поранешните владетели беа 90-95 нашто штетни, а овие се 50-50. 50 за народот, 50 за нив. Меѓутоа, овие важни работи, да се чудиме ние, со политички емисии, ние да инсистираме, да биде вака. Па треба тоа, тие ще плати да го направат во рок од 24. Да, ете, истече времето, но токму затоа, не знам, зошто си го одземате времето, бројки ги минутите, наместо да го искористите директно со учествување, па да слушнемете, да имаме уште побогата дебата. Тоа е како човек да брои од животот колку му останало и ништо од животот. Го живее животот, па кога дојде, не мисли на тоа. Повелете, одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, уште еднаш. Да, повелете, да. Се извинувам. Да, кажете, веројатно реплика некоја, добро. Кога реков дека треба сепак да собранието да види тоа кој се ги одредува и дека тоа ги донело законот. Мислам дека треба да се направи некоја двотретинска мнозинство за да може да се донесе да смена, затоа што сепак собранието ги донело на властија. Ма јасно. И една друга работа, собранието требало и да донесе и закони и начини кога да ги смени. Во кој случај, ако направиш 3 грешки, не го почитуваш законот, си пресудил погрешно и така натака. Имате еден куп случаи, сега не можете вие да пресудувате, еден да пресудува 3 години за исто дело, другиот 6 години, третиот да го ослободи, или имате тамо сега еден куп во собранието изнеса ситуации каде што татко му бил, па сега син му е, па после тоа бил зет му, па бил Тоа не е дозволиво, не е така Европа такви. Знаете, не може 30 години цело време да ве критикуваат и вие ништо да не правите во државата, сакате да влезете во Европска унија. И да сакате сега и Мицковски, и Заев, и било кој. Не е сега битно дали е тоа ВМРО или СДС или ДУИ или кој е било во државата. Ние сме граѓаните тие кои што трпиме најголема штета во целата работа. А парите и неказнети остануваат тие што се на функција. Те на големи криминали што имаат направено во државата. Значи, вие морате да го направите правило. Имате, возите без дозвола, се казнувате. Не го сте го почитувале редоследот на постапката. Вие треба да одговарате за тоа. Ја имам сега кај вас се јавено во вашата емисија да дојдете на суд да видите како се води една постапка. Како вози една обвинителка постапка. Како скроз се извртила постапката. Да. И се жалиме до Советот на обвинители. Советот на обвинители исто сумња дека таа ја... Така, ви благодарам, ве поздравувам. На крајот сме, но впрочем и последниот извештај на Европската комисија зборува за партиски влијанија, за непотизам и при избори на суди во судскиот совет.
имајќи предвид дека двајца се по функција, членови, од оние 15. Едниот е председател на Врховниот суд, другиот е министер за правда. 5 мина се од собранието и останатите 8 членови се судии. И сето тоа е и направено така токму за да и меѓусебно се контролираат и слично, но очигледно се е направено да функционира, но и се расипува, да се надеваме дека ќе се поправи. Да видиме како ќе заврши денешната собраниска седница, па ќе видиме понатаму. Ние завршивме успешно и конструктивно. Ви благодарам и за вниманието и за учеството. Останете со Централниот дневник во 17 часот. Довидување.